Почитувани, Општина Центар повторно, далеко од очите на јавноста и на нетранспарентен начин троши пари од општинскиот буџет. Жарновски и Социјалдемократскиот сојуз во тајност одлучија да прераспределат средства од општинскиот буџет во износ од 1 милион денари и тоа од ставката јавна чистота во ставката Сдружение на граѓани и фондации. Граѓаните на општина Центар треба да знаат каде и на каков начин се трошат општинските пари, а не ваквите одлуки да се носат далеку од очите на јавноста во конспиративни услови и во најголема тајност. Граѓаните на општина Центар имаат право да знаат дека доколку имаат забелешки за хигиената во општина Центар, тоа е затоа што 1 милион денари општински пари, наместо да се потрошат за јавна чистота, ќе се потрошат за организација на деструктивните кампањи и протести зад кои стојат разни невладини здруженија. На изваков начин, нетранспарентно и конспиративно, Жарновски и Социјалдемократскиот сојуз одлучија да градат 6 нови споменобележја. Јавноста остана без одговор колку ќе чини второто споменобележје на поранешниот председател Киро Глигоров, споменобележјето на играчите на Фанта, на кројачот Ангелковски, архитектот Живко Поповски или Железничка колонија. Жарновски и Социјалдемократскиот сојуз објавија дека предлозите за новите споменици во општина Центар дошле како предлог токму на ваквите здруженија на граѓани и организации. Жарновски и СДСМ не им објаснија на граѓаните од Центар зошто се поважни за нашата историја играчите на Фанта од Гоце Делчев или кој било друг револуционер чие спомен обележја жестоко ги критикуваа. Жарновски и СДСМ не им објаснија на граѓаните на Центар зошто е поважна Железничка колонија отколку спомен обележјето на АСНО. ВМРО ДПМН не ја спори одлуката да му се изгради спомен обележје на кројач Ангелковски, но треба да се размисли за изградба на спомен обележја и на други личности кои оставиле печат по живењето на Скопје и кои заслужуваат минимум еднаков третман како играчите на Фанта на Жарновски и Социјалдемократскиот сојуз. Граѓаните знаат дека за советничката група на ВМРО ДПМН нема апсолутно ништо спорно во тоа да им се изградат спомен обележја на истакнати историски личности или значени историски настани. Советничката група на ВМРО ДПМН секогаш ќе го поддржува позитивниот однос на општината кон значени личности од историјата на македонскиот народ, но јавноста многу добро знае дека ВМРО ДПМН преку изградба на спомен обележја и му даде должна почит на Гоце Делчев, Методи Антонов Ченто, на Павел Шатев и на десеците други кои оставиле траен печат во историјата на Република Македонија.